30-годишниот Александар Велјановски од Прилеп беше оној кој лани го фати Светиот крст во водите на аквапаркот во Прилеп за големиот празник Богојавление водици. До сега по крстот се фрлал 8 пати, а го имал фатено 3 пати во 2014, 2015 и 2018 година. Вели дека чувството е прекрасно кога ќе го фатиш крстот и дека лани се вработил и му се оствариле многу желби на приватен план. Чувството е прекрасно, исто така му посакувам на сите учесници многу среќа да бидат упорни во фаќањето на крстот, бидејќи е прекрасно чувството да бидеш единствениот во големата група верници кои учествуваат во него. Дали има гужва, туркање, па јас го фатив прв, дали дошло до таква ситуација некогаш? Имало такви ситуации, значи кога ќе скокнат сите има многу гужва и некоја борба во вода е долу, има турканици, ќе ти изгреби некој, ќе те турни. Така. Но сепак е благодатно. Што до сега ти донесло фаќањето на крстот минатата година, кој преслушува изјавата, рече дека немаш работа. Годинава што се случува? Најбитно, како за сите, така и за мене, среќата и здравјето се најбитни. Па можам да кажам дека оставив година во која успеав на работното место и се стварија големи желби во приватниот живот. И така да можам да кажам дека оставив година која ме следеше среќа. И неговиот другар, Дарко Јанковски, има скокано по Светиот крст во Прилеп 8 пати, но тој успел да го фати само еднаш, во 2017 година. На другите верници им посакувам да се пријават во фаќањето на Светиот крст, бидејќи ако се има желба и верување, може да се стигне до Светиот крст. Има борба, не велиме дека не, ама успехот може да се исплати. И Александар и Дарко велат дека најдрагата награда им е самото фаќање на крстот и иконата која што ја добивале од црквата. Иако добивали други награди, како телевизори и слично, негираат дека некој би се фрлал по крстот за водици за некаква материјална корист. Јас не знам за другите, за мене јас лично секој 8 години јас лично скокам за здравје пред се. За другите не знам. Пошто лично мене не ме интересираат наградите. Од Македонската православна црква пак велат дека одбележувањето на празникот не е само фрлањето по Светиот крст, туку повеќе внимание требало да се посвети на учеството на литургиите во храмовите. Чествувањето на празникот започнува во 4 часот наутро во сите храмови во нашиот град. Околу 6:30 до 7 часот утрото завршува Светата Божествена литургија, а после Божествената литургија пристапуваме кон извршување на Светиот Богојавленски водосвет во сите храмови во нашиот град. И Велјановски и Јанковски и годинава ќе бидат едни од 100 прилепчани кои што ќе се фрлаат по Светиот крст.